Мрачната историја на рускиот пат на коските. Ова е така наречениот пат на коските, кој се протега низ Русија и има мрачна историја. Го граделе заробеници на некогашните работни логори. Мрачната историја на ова место ја овековечил некогашниот затвореник и писател Варлем Шаламов во делото Приказни од Колима. Опишува како преживувале заробениците во најтешки можни услови, работеле надвори кога температурите паѓале под минус 50 степени Целзиусови, првенствено копејќи железна руда, па дури и радиоактивен ураниум. Една од најтешките работи била миењето злато. Работниците го миеле златото во вода дури и на најстуденото време. Не добивале доволно храна, немале адекватна облека, а нивните ракавици, ако воопшто ги имале, не биле никогаш суви. Непрекинато се здобивале со смрзнатини и страдале од низа болести, меѓу другото и од туберкулоза, за која не добивале лекување. За да се олесни пристапот до рудниците, затворениците морале да ја изградат и потребната инфраструктура, вклучувајќи патишта и пруга до овие предели. Изграделе патот околу 3000 километри, а при тоа се проценува дека загинале меѓу 250.000 и 1 милион затвореници во период од 20 години колку што се градел патот. Наводно сите тие жртви биле закопани под патот и оттаму доаѓа и неговото име патот на коските. Со оглед дека патот минувал низ предел на вечен мраз, попрактично било да ги закопаат на патот, отколку да копаат дупки низ мразот.